Изминатиот празничен викенд Охрид беше преполн со туристи. Празнична атмосфера, полни кафулина и ресторани, редици во цвеќарници. Вака изгледаше градот за 8 март. Сончевото време дополнително го надополни прекрасниот амбиент. Претежно беа присутни организирани групи од земјави и од соседните земји Србија, Црна Гора и Албанија. Меѓународниот ден на жената го славеа со музика, забави, свечени вечери на брегот на Охридското езеро. Пошто сме ми из Србија, ми сме дошли. Од Србија сме. Дојдовме овде во Охрид и многу ни е убаво. Mi smo došli iz Vranja. Ние доаѓаме од Врање. Овдека сме 3 дена поради празникот. Со сопругата дојдовме тука во хотелот и навистина е убаво. Baš je lepo. Убаво, прекрасно. Еве се дружиме. Ние сме група дојдени од Берово, Делчево, од Свети Николе, од Велес, од секаде не има и прекрасно е. Охрид е секогаш убав и времето е многу убаво. Купуваме за нашите мајки, да ги изненадиме и да им посакаме среќен празник. А купивме папучи, цвеќе за господјата и тоа. Купуваме за нашите мајки, бидејќи денеска е нивен празник и да ги изненадиме. Гостите велат Охрид е атрактивна дестинација поради природните убавини, културното наследство, вкусната храна и поволните цени. Фантастично е. Фантастично е, одушевени сме, одушевени. Патуваме со брод, времето е многу убаво, многу сме возбудени. Ја jesam први пат. Прелеп. Јас сум прв пат тука и преубаво е. За 8 март дојдовме. Мене најмногу ми се допадна уличките во стариот град. Први пат. Прв пат сум тука и супер е. Најмногу ми се допаѓа езерото. Језеро. Највише. За 8 март цвеќето има централно место како символ на внимание и почит. Рози, лалиња, карамфили се најчестиот избор за подарок на мајките, сопругите, колешките и пријателките. Потрошувачката, како и секоја година, традиционално, претежно свежо цвеќе, ружи, црвениот неизбежен карамфил, саксиско цвеќе. Денот треба да се слави преку целата година, буквално, значи без повод, без причина, да се одбележи внимание према постарите и љубов према саканите. Меѓународниот ден на жената се одбележува ширум светот како потсетник на борбата за рамноправност. Активистите на граѓанската иницијатива Збокум Буково на 8 март реализираа еколошка акција за садење дрвца во Холандскиот парк во Охрид. Акцијата беше насловена "За тебе засадив дрво", а целта беше одбележување на Меѓународниот ден на жената преку дружење и грижа за природата. Во рамки на акцијата беа засадени вкупно 42 садници, односно нов дрворед и неколку украсни дрвца кои ќе придонесат за дополнително раззеленување и уредување на овој дел од градот. Организаторите упатија благодарност до компанијата Екофлуид која поддржа во годинешната 8 мартовска акција. Во садењето се вклучи и тим на јавното предпријатие Охридски комуналец, како и волонтери од локалната младинска организација при Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски и од гимназијата Свети Климент Охридски, заедно со голем број дами кои добија символични еколошки подароци по повод празникот, а за најмалите се одржа креативна еколошка работилница. Со свечен концерт на класична гитара викендов во црквата Света Софија во Охрид беше одбележан 8 март, Меѓународниот ден на жената. Настанот беше организиран од фестивалот Охридско лето, а пред бројната публика настапи охридскиот гитарист Дејан Милевски. Концертот е дел од програмата на фестивалот, со која на охридската публика и се овозможува да ужива во класичната музика и надвор од летните фестивалски месеци. Македонскиот гитарист Дејан Милевски, кој што за прв пат настапува во Охрид и во рамките на фестивалот Охридско лето, затоа што без оглед на тоа што ова е оф програма, сепак влегува во архивите на самиот фестивал. На моје огромно задоволство, Дејан е охриѓанец, кој што работи и живее во Австрија, предава класична гитара, концертира и како директор на оваа престижна установа ми е особена чест што можеме да промовираме македонски уметници и охридски уметници да настапат во рамките на истиот. Публиката во Света Софија имаше можност да ужива во внимателно избрана програма, која понуди вистинско музичко патување низ различни стилови, од барокна елеганција преку романтична лирика
до шпански и латиноамерикански музички колорит. Последно во Света Софија настапував пред 15 години. Да, 2011 уште кога бев ученик во Методи Патче, во класата на професорот Александар Крстановски, и посебна чест ми е денеска што сум после 15 години тука во прекраснава Света Софија и одговара за нашиот инструмент гитара. Има прекрасна акустика и баш ми е мило што и за овој празник се погоди во чест на жената и ќе има музика од романтичен период баш посветена за понежниот пол. Директорот на Националната установа Охридско лето вели веќе е се подготвено и за новото фестивалско издание. Веќе пред 20 на дена ја затворивме официјалната програма и се подготвува идејното решение и се понатаму што следи за реализација на фестивалот. Можам да ја најавам пресконференцијата за фестивалот на 23 април во 12 часот во хотелот Инекс Олгица, каде што ќе ја презентираме целокупната програма за фестивалот Охридско лето. Во програма за жал можеби нема да имаме веќе ништо, затоа што подготовките се сериозни и оваа година имаме амбиција да ја уште повеќе да ја подобриме, да го подобриме она издание од минатата година со рекордна продажба на билети, рекордна посетеност. Дејан Милевски е роден во Охрид, има настапувано на бројни концерти и фестивали во земјава и во странство, а од 2022 година работи како професор по гитара во музичкото училиште во град Австрија. Таеквондо клубот Хваранг Фист оствари одличен настап на турнирот Охрид Опен 2026 кој се одржа викендов во Охрид во рамки на Македонската таеквондо лига. Во машка конкуренција со златен медал се закити Максим Ристевски. Сребрени медали освоија Димитар Груевски, Христијан Николовски и Ѓорги Петкоски. Со бронзени медали се закитија Јоаким Најдески, Ристе Гелески, Петар Баловски, Петар Петкоски, Ахмет Синан и Ненад Целески. Одлични резултати остварија и девојките од клубот. Златни медали освоија Ева Милошовска и Јана Спироска, која беше прогласена и за најдобра јуниорка на турнирот. Сребрени медали освоија Леона Павлеска, Ема Османи, Анастасија Спироска. Со бронзени медали се закитија Маријана Илчевска, Љубица Митреска, Теона Целеска, Марија Неделковска, Емилија Целеска и Доротеја Најдеска. Турнирот Охрид Опен имаше и хуманитарен карактер. Сите средства наменети за плакети и признанија за спонзорите и поддржувачите, како и средствата собрани за време на самиот надпревар, ќе бидат донирани за помош за лекување на нашата Ева, со што спортот уште еднаш ја покажува својата хумана страна и солидарност, велат од клубот Хваранг Фист. Турнирот беше во организација на Таеквондо клубот Хваранг Фист под покровителство на Македонската таеквондо федерација, Општина Охрид и Министерството за спорт на Република Македонија. Во периодот од 6 до 8 март во две одделни акцијски контроли полициски службеници од полициската станица за граничен надзор Охридско езеро во водите на езерото од слобода лишија тројца албански државјани на возраст од 53, 50 и 21 година. Тие откако со пловни објекти илегално ја преминале македонско-албанската езерска граница од полициската патрола се затекнати во македонски територијални води при вршење на кривично дело незаконит риболов, пошто по наредба најавен обвинител одземени им се пловните објекти и рибарските мрежи со уловот, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. По целосно документирање на случаите против овие лица се поднесени пријави по член 229 од Кривичниот законник незаконит риболов и по член 9 од Законот за гранична контрола и легално преминување на државна граница, соопштија од полицијата. Малопродажните цени на нафтените деривати се зголемуваат од полноќ во просек за 14,27%, според последната одлука на Регулаторната комисија за енергетика. Малопродажните цени на бензините Евросупер БС95 и Евросупер БС98 се зголемуваат за 5 денари за литар и со тоа новата цена на Евросупер БС95 изнесува 79,5 денари по литар, додека на Евросупер БС98 изнесува 81,5 денари по литар. Малопродажната цена на евродизел се зголемува за значителни 14,5 денари за литар
и со тоа новата цена на евродизелот изнесува 85,5 денари за литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство се зголемува за 12,5 денари и со тоа новата цена изнесува 82,5 денари за литар. Цената на мазутот се зголемува за 7,044 денари за килограм и со тоа новата цена на мазутот изнесува 42,586 денари за килограм. Како причини за поскапувањето, од регулаторна наведуваат дека има зголемување на референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар, а воедно повисок е и курсот на денарот во однос на доларот од претходниот период, кога беа формирани цените со претходната пресметка. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди во предпладневните часови. Максималната дневна температура се искачи до 11 степени. Утре во Охрид времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Утринската температура од 1 степен, а максималната дневна до 13 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од -3 до максимални 18 степени. До петок времето ќе биде сончево и релативно топло со мала до умерена облачност. Утрата ќе бидат постудени со минимални температури кои во некои места ќе се спуштат и под нулата. Во деновите од викендот ќе преовладува променливо облачно време со услови за слаби локални врнежи од дожд.